Здраво и добро дојдовте. Повторно се среќаваме во емисијата 1001 оброк. Јас сум Антонио Велковски, нутриционист и ваш домаќин во оваа емисија. Се надам дека рецептите што ги гледавте во оваа нова сезона досега ви се допадна, а сигурен сум дека и она што ќе ви го представам денес ќе ви биде дел од вашите омилени рецепти. Од каде тоа го знам? Затоа што денес зборуваме за десерти. Обично кога на Инстаграм ќе објавам видеа кои што се рецепт за некој десерт, тие имаат најмногу прегледувања, најмногу лајкувања, зачувувања и коментари. Затоа денес решив да ви представам два рецепти и тоа не какви било, туку постни. Се наоѓаме во период на великденски пости, па денешните рецепти само ќе покажат дека постните рецепти не мора секогаш да се здодевни или десертите да се само од брашно и шеќер. Овде имаме малку поразлична варијанта. Правиме сникерс бајадера со чоколадо и плюс чоколаден чија пудинг со кокосово млеко. Еве ги состојките и постепено во емисијата ќе ви објаснам како се составуваат овие два рецепти. Ќе забележите дека се многу брзи, без вклучување редни или што и да е. Урмите ни се главниот засладувач во овие десерти. Ќе користиме и какао, путер од кикирики затоа што правиме сникерс бајадера. Ги имаме и мелени кикирики. Ќе употребиме и кокос, овесни снегулки, чија семе, овде имаме кокосово млеко, малку чоколадо, кокосово масло и засладувач. Значи, подготвено ни е се, можеме да одиме прво со чоколадната бајадера. Рецептот прво го почнуваме со 200 грама исчистени урми без семки. Ќе ги блендираме додека да добиеме паста од урми. Интересен момент е дека урмите се природен засладувач, за разлика од, да речеме, обичниот шеќер. Тие содржат и растителни влакна и калиум. Зошто го кажувам ова? Затоа што тоа значи дека не го качува толку лесно шеќерот во крвта, односно поради тоа што имаат растителни влакна, дури можеби се погодни и за луѓе со инсулинска резистентност или едноставно оние кои што имаат потешка регулација на шеќерот во крвта. Сега малку ќе вклучиме блендер и ќе бучиме. Добивме паста од урми, што ни е главниот засладувач, и сега ќе ја измешам со останатите состојки, само да го извадам блендерот. Еве пастата како изгледа. Ќе ја префрлам во поголем сад, чисто за да можеме да ги измешаме сите состојки и после ќе префрлиме во калап. Додавам овде и кикирики, некаде околу 100 грама кикирики. Не знам како, ама и кикириките добија лош углед последниве години. Прво, затоа што се доста алергени, така што внимавајте ако го правите овој рецепт. Ако имате, да речеме, гости за кои што го правите овој рецепт што се алергични на кикирики, тогаш ќе мора да ги замените со бадеми или со лешници. А другиот муабет околу кикириките е тоа што често може да имаат и афлатоксини. Тоа се токсини создадени од мувла, така што треба да внимавате од кој производител или како се чувани тие кикирики од кај што ги купите, затоа што лесно може да фатат мувла. Добрата страна е тоа што кога ќе се потпечат кикириките, доста се намалува количината на афлатоксини. Ама сепак бидете внимателни. Ако чувствувате дека имаат лош вкус или можеби се малку подкожурени, тогаш немојте да ги консумирате. Ние овде имаме подпечени кикирики и малку подсолени за да можат да го избалансираат благиот вкус на бајадерата. Овде само ќе додадам сега и путер од кикирики. И тој може да биде малку подсолен и само една лажица растопено кокосово масло. Сега ова ќе го измешаме убаво. Да, смесата е доста сува, меѓутоа тоа не е погрешно во рецептов, напротив, ќе дојде подобро како основа на денешниот колач, на денешната бајадера. Морам да спомнам дека овој рецепт успеав некако да го најдам или да го искомбинирам уште во периодот кога доста експериментирав со почетоците мои кога беа во врска со здравата исхрана. Тогаш една пријателка правеше многу убава сникерс бајадера, чиј што рецепт никогаш не го откриваше.
па се обидов јас да си најдам мој рецепт кој ќе биде слично вкусен. Можеби не ја достигнува низината бајадера по вкус, меѓутоа тука некаде и можем да кажем некај вистински хит кај мене дома. Основата веќе ни е готова и може да ја префрлиме во калап. Еве, значи, таа е смесата која што треба да ја добиеме, треба да биде малку леплива, после ќе се затврсти во калапот. Јас користам калап како за леп, обложен со фолија, за да можем после полесно да го извадам десертот од калапот, да не се залепи на ѕидовите. Само да спомнам дека овој рецепт го има и во мојата книга "Ајде да јадеме", што може да ја најдете се уште во книжарниците на литература. Таму има уште неколку други постни десерти, всушност има општо постни рецепти кои што ќе ви помогнат да си составите едно мени, интересно мени за време на великденските пости. И сега малку да направиме пауза од денешниот рецепт. Денеска забележавте неколку пати во емисијата ги спомна великденските пости, но за муслиманските верници веќе започна светиот месец Рамазан, период на духовна рефлексија, но и голем предизвик за организмот. Постот кој што трае од зора до зајди сонце бара голема дисциплина не само во воздржувањето од храна, туку и во начинот на кој се прекинува владувањето. Како да се избегне шокот за дигестивниот систем и да се задржи енергијата во текот на целиот ден. Тоа е главната дилема. Фактички клучниот момент е ифтарот, вечерниот оброк. По долги часови без храна и вода најголема грешка е веднаш да почнете со тешка, мрсна или претерано зачината храна. Како да се започне? Традицијата го нуди најдоброто решение – урми и чаша вода. Урмите како концентриран извор на природни шеќери веднаш го враќаат нивото на енергија, додека пак водата ја подготвува дигестијата. По ова може да се направи една кратка пауза и идеално е потоа оброкот да се започне со топла супа или чорба. Течностите ќе го рехидрираат телото, а топлата супа ќе го разбуди на некој начин желудникот без да го оптовари. Кога станува збор за главниот оброк, внимавајте на балансот. Значи, што ви е потребно? Протеини, може пилешко, риба или мешунки. Сложени аглихидрати, интегрален ориз, например, булгур или зеленчук. Само избегнувајте пржена храна, премногу сол, бидејќи тие предизвикуваат голема жет и следниот ден. А преедувањето за време на ифтарот е најчестата стапица на која паѓаат верниците. По многу часови гладување, природно е што мозокот испраќа силни сигнали за калории, па лесно е и да се изгуби контрола. Ова не само што ќе предизвика тежина и поспаност, мислам за прејадувањето, туку може да доведе и до дигестивни проблеми, па дури изголемување на телесна тежина со текот на времето. Еве неколку практични стратегии како да го измамите гладот на некој начин и да јадете паметно во овој период. Прво, применувајте го правилото на 2 фази и тоа е многу битно. Еве како. Најголемата грешка е да се изеде се во рок од 15 минути. Значи, прво, прекинете го постот со урма и чаша вода, како што правевме муабет и чинија супа, некоја чорба. Така, направете потоа пауза од 10 до 15 минути. Оваа пауза ќе му даде време на мозокот да добие сигнал од желудникот дека храната веќе пристигнала. Дури потоа преминете на главното јадење, ова е втората фаза, и ќе забележите дека фактички не сте толку многу гладни. Еве го и второто правило. Трикот со мали чинии. Психологијата игра многу голема улога во оваа ситуација. Кога гледаме огромна преполна трпеза, сакаме се да пробаме. Вие наполнете си една чинија со се што планирате да јадете и не додавајте дополнително храна. Кога чинијата е визуелно полна, мозокот побрзо се задоволува. Следна препорака, джвакајте полека. Правилно, да речеме некои 20 на минути. Значи, потребни се околу 20 на минути за хормонот на ситост, лептинот, да му каже на мозокот дека веќе сте полни. Ако јадете брзо, ќе внесете сигурно 50% повеќе калории отколку што ви требаат воопшто, пред да сватите дека веќе сте сити. И нормално уживајте во вкусот, тоа е најбитното. Да не го заборавам и ова, избегнувајте течни калории. Многу луѓе на ифтар пијат купечки сокови или газирани пијалоци. Тие се полни со шеќер кој предизвикува нагло лачење на инсулин, што пак предизвикува уште поголем глад за многу кратко време. Водата
и домашната лимонада се вашите најдобри пријатели. Секако, ако можете направете една лесна прошетка по ифтарот, наместо например веднаш да легнете пред телевизор и да заспиете, што е најлошо за дигестијата, направете некоја лесна прошетка од 15 до 20 минути или завршете некоја обврска по дома, да речеме. Движењето доста помага во метаболизмот на шеќерите и го спречува чувството на подуеност, односно веќе имате подобра дигестија. Да потсетам дека не помалку важен е и суфурот, односно оброкот пред зора. Овде целта е издржливост, наместо само пецива и шеќери кои брзо согоруваат, фокусирайте се на намирници кои бавно ќе ослободуваат енергија. Овесна каша, јајца, јогурти, јаткасти плодови се одличен избор за да бидете подолго време сити. И мислам дека најголем предизвик е хидратацијата. Наместо да испиете одеднаш цел литар вода за време на ифтарот, пиете во неколку голтки во текот на целата вечер. Телото успева да абсорбира само одредена количина на течности одеднаш. И да потсетам, мислам дека е тоа општо познато, меѓутоа да спомнам дека кафе и чај подобре да се избегнуваат поради нивното мало диуретско дејство. И да спомнам само дека постот не е само тест на волјата, туку и прилика за да се воспостави добар ред во организмот. Доколку се слуша сопственото тело и се избегнува прејадувањето во доцните часови, организмот ќе опомине овој месец со доста леснотија и со обновена енергија. Ама јас се размоабетив, а да се вратиме на рецептите. Еве вака, цела смеса ја префрлив и сега треба убаво да ја израмниме. Добро, јас мислам дека баш добро се потрудив да ја израмнам целата основа на оваа бајадера. Мислам дека добро изгледа. Сега ова ќе го прелеам со чоколадото. Чоколадото веќе ми е подготвено. Ќе оди врз, отприлика 100 грама чоколадо ќе оди врз целата површина на основата, ќе го распоредиме убаво. Немаме потреба од некој преголем слој на чоколадо. Кога избирате чоколадо, гледате да одберете некоја со поголем процент на какао. Само така знаете дека има повеќе антиоксиданси, а помалку шеќер. Значи, кога избирате чоколадо, гледате да е минимум 70% какао. Вреди да се одбере квалитетно чоколадо за десерти. Некој што нема и редица други придружни состојки. Еве, ова ќе се излади, убаво ќе се израмни. Толку од работата околу првиот десет барем за сега го носиме на ладење, а после ќе ви кажам како ќе ја довршиме оваа бајадера и како ќе ја сервираме, односно како ќе украсиме на крај. И додека чекаме бајадерата да се излади и да можеме да ја поделиме и да ја сервираме, можеме сега да продолжиме со вториот денешен десерт, а тоа е чоколадниот чија пудинг, меѓутоа со кокосово млеко. Овде прво за старт, само да ви спомнам дека имам 60 грама урми исчистени од семките и потопени во вода. За брзински да може да омекнат, користете врела вода и тоа ќе ви бидат потребни само 30 минути додека да омекнат урмите, така што ќе го забрзате процесот на подготовка на овој десерт. Прво започнуваме со кокосовото млеко, кое што дека ни биде замена за обичното млеко, нели во време на пости не можеме да користиме обично млеко. Немаат исти карактеристики, меѓутоа има доволно масти кои што ќе ни ги донесе во овој период за добра кожа, да речеме. Мастите нормално се потребни за многу други функции во организмот. Овде ќе изблендирам, значи, кокосово млеко. Урмите бидејќи мене веќе ми се откиснати, сега ќе ги додадам во блендирањето, а вие ако чекате можете да ги оставите на крај. Што додадам друго? Може и малку сироп од урми да додадам во оваа комбинација, затоа што сепак се работи за десерт, ни треба малку да е поблаг вкусот. И малку какао, под малку мислам 2-3 лажици какао, сепак нели ова е чоколаден чија пудинг и затоа ни треба и какаото. Сега пак малку ќе бучиме, ќе блендираме, ама овој пат нешто пократко.
Ништо страшно ако останате мали парчиња од урмите. Во новата сезона продолжуваме со нашите стари пријатели Орбико и нивната Home Cleaning линија, поточно Mr. Muscle, Duck и Pronto. Само за подсетување, Mr. Muscle производите се специализирање за чистење одвод. Duck производите се најдобрите за казанчиње и веќе школките, а Pronto колекцијата специализирани средства за мебел и подови. Во денешната емисија ви го представуваме Mr. Muscle кујнскиот гел за одводи. Брзо и моќно ги отпушува кујнските одводи и ги отстранува блокадите што може да содржат микроби и бактерии. Едноставно, половина од содржината исторетија во затнатиот одвод. Почекајте 15 до 30 минути и потоа пуштете топла вода. И готово. Проблемот е решен. Mr. Muscle, гел за кујнски одводи. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Морам да кажам дека какаот е одлична намирница. Успеав тука се да испрскам. Ева како ќе го вратам ова што остана на капакот. Какаото е одлична намирница, една од најбогатите растителни намирници со магнезиум. Значи, ако се чувствувате напнато можеби, тогаш задолжително направете си какао за да ве опушти. Сега во оваа течна смеса ќе додадам кокос. Овде ќе имам некои 30 на грама кокосови снегулки. Ги додавам во смесата, а исто ќе додадам и чија семе, овде имам 4 лажици чија семе. Може сето тоа убаво да се измеша, јас тоа го правам директно во блендерот. Вие можете дополнително ова да го изблендирате. При мене е доста широк просторот овде во блендерот, па може таа операција овде да се изврши. И ќе префрлам во 2 помали садови и ќе чекаме да се згусне чија пудингот. Чијата е одлично семе кое што содржи комплетни протеини, чисто само за информација, и набабрува, успева да собере дури и 10 до 11 пати повеќе течност од својата тежина. Не знам дали знаете дека чија семето може да се чува и по неколку месеци без да се ужегне, без да се расипа, за разлика од другите семиња, затоа што содржи доста антиоксиданси кои што ја чуваат свежината на семето. Има и доста растителни влакна и може да зборувам уште многу за чија семето, меѓутоа ќе ни помине цело време од емисијата. Само ќе спомнам, оваа лажичка тука ми стои од страната за да го промешувам овој чија пудинг од време на време. Тестираме овде издржливост, односно упорност, затоа што чија пудингот мора да остане некои 2-3 часа во фрижидер, пак ќе кажам со промешување од време на време, и на крај ќе го сервираме со овоше и тоа ќе биде нашиот денешен втор десерт. Денес ќе ве запознаеме со најновата супер храна чија семе. Не е зачин по дефиниција. Не го подобрува ни вкусот ни мирисот на храната, но има силни здравствени придобивки и затоа во последно време е се повеќе присутно на нашите трпези. Кое е ова семе за кое сите зборуваат, а доскоро беше речиси непознато за македонската кујна? Потекнува од Јужна Америка. Се верува дека семето било составен дел од исхраната на маите и ацтеките. Чија значи снага, а во традицијата на овие народи, белото и црното чија семе се користеле за подигнување на енергијата. Затоа за чија семето се вели дека е семе кое дава сила и кое зајакнува имунитетот. Магично семе, кое прави чуда во нашето тело. Чија семето со векови се употребувало во индијанската култура поради неговите изворедни корисни карактеристики. Убавите жени од индијанските племиња,
користеле само една лажичка чија семе за цел ден. Со тоа ја подобрувале енергијата на организмот, но и ја негувале кожата, бидејќи знаеле дека чија семето спречува создавање на акни и брчки. Придонесува замазна кожа и го забавува старењето на кожата. Семето е одлично за регенерација на кожата, за согорување на мастите и за зајакнување на телото. Ја стимулира работата на цревата, па е често користен додаток при диетални програми, а докажано е дека волшебно делува при превенција на рак на дебелото црево. Нутриционистите препорачуваат, доколку се чувствувате слабо, без енергија, вклучете чија семе во секојдневната исхрана и набрзо ќе ги видите резултатите. Чија семето е многу богато со витамини и минерали неопходни за метаболизмот, за растот и развојот на мускулите и коските, за одржување и регенерација на ткивото, за здравје и правилна работа на срцето и мозокот и уште многу други придобивки. И интересно е тоа што само 2 лажици чија семе содржат 2 пати повеќе калиум од една банана. Денес неговата моќ е повторно откриена од западната култура. Сведоци сме на некое ново време, на миксови на вкусови од различни кујни кои отстапуваат од нашата традиционална кујна. Чија семето успешно си го пронајде својот пат и на европските пазари, а кај нас меѓу првите намирници кои станаат достапни за секојдневна употреба е тонус лебот, збогатен со чија семе. Па така, доколку немате идеја како чија семето да го искомбинирате со нашите традиционални јадења, можете белиот леб да го замените со тонус, збогатен со чија. Се понатаму е оставено на вашата инспирација за кулинарски миксови. Но почнете барем со нешто. Брзо ќе ги откриете придобивките. Ќе се чувствувате поенергично и поздраво. А ако го следите примерот на индијанките, волшебно ќе се разубавите. И додека сите околу вас ќе ве прашуваат која е тајната, вие продолжите да живеете енергично, среќно и зачинето. Вика, трпеливоста е доблест, ама ние баш се изначекавме додека да бидат готови нашите денешни десерти. Еве, прво ќе започнеме со бајадерата. Гледате колку е зацврстена целата структура. Подлогата не ни е потребна и сега ќе исечеме на правоаголници и ќе ја сервираме. Еден момент, бидејќи имаме замрзнато чоколадо на горниот дел, како да направите да не ви се крши чоколадото докато го сечете. Имате врела вода во една чаша, ставате врела вода, го потопувате ножот во водата и го процедувате да не останат капки. И потоа го сечете чоколадото. Се надам дека ќе ми успее да не се искрши. Добре, тука некаде сме, малку се скрши. Ќе ги одбереме баш тие делови кај што ќе остане целосно. Мене некако трикот со ножот не би успеа, ама јас мислам дека од вкусот воопшто нема да изгуби оваа бајадера. Па така сега ја сервираме, на крај ќе додадеме и путер од кикирики, така што пукнатините на чоколадото нема ни да се гледаат. Еве вака, 3 парчиња. Фулата не ни треба, не ни заврши многу работа. Сега одиме со путерот од кикирики, само декорираме малку одозгора. Тоа го правиме со сите правоаголници. Така да се прикријат пукнатините на чоколадото. Ово малку ми се гледа. И на крај ќе додадам уште малку измелени кикирики. Чисто за декорација. Првиот десерт ми е готов. Сега да видиме што се случува со чија пудингот. Еве го и чија пудингот со кокосово млеко. За разлика од другите чија пудинзи, овој баш добро се зацврстува поради кокосовото млеко и чијата. Чијата оформува нели како гел и еве структурата што ја добиваме.
сега ќе го израмнам, затоа што ми треба за декорација. И ќе додадам свежо овоше, во случајов додавам капини, вие може да си одберете какво сакате. И оваа доза дури може да се подели на 3 и да се украси со различни типови овоше. Баш ќе дадат свеж вкус на кокосот и на какаото. И толку тука ги превршуваме рецептите за нашите два денешни десерти. Испробајте ги, гарантирам дека ќе ви се допаднат и дека ќе ги применувате не само кога се пости, туку преку цела година. Овде имаме нутритивно богати десерти и тоа е многу битен момент, без посебно додадени шеќери. Тука е крајот на денешната емисија 1001 оброк. Уживајте во секој залак од секој рецепт што ќе го погледнете во оваа емисија и се гледаме следната недела.